Ајде бе, више рок сум закаснил. Што ако утнам 2 епизоди? Добар ден, драги гледачи. Денес ќе ви покажам еден експеримент. Тука имам сулфурова прав. Еве. Тука имам ваква железна волна. Таа може да се купи од зелено пазарче, така натаму. Сулфур има во земјоделски аптеки. Ако нема во една, прашете во друга, најверојатно ќе најдете на крај. Тука имам веќе измелен дел од таа железната волна. Таа се користи обично за чистење на садови. Сега имам тука клешта за да го држам овој клинец. Штраф, се извинувам. Сега што ќе направам е, обично треба да се измери. За еден дел прав од железо или струганици од железо, во мојот случај, не знам, волна од железо, треба 1,5 дела сулфур. Бидејќи реакцијата додека се случува се креира многу голема температура и дел од сулфурот се губи во воздухот. Јас бидејќи вагата се уште не ми е стигната, само на око ќе истурам. Сега тука ставив од прилика се надевам 1,5 дел сулфур со 1 дел железо. Сега листот треба да го фатам ако може, фала. И сега треба да се измешаат. Ова тука сега јас го правам, бидејќи не се добро одвоени влакненцата од железната волна. Ракавици, иако се потребни тука, не се задолжителни, бидејќи најлош случај може само да се изграбам малку од железото, а тоа не е страшно. Значи, драги гледачи, тука имаме полудобро сомелено сулфур со железо. Еве од режија бегаат. Сега ќе земам ножица и ќе поткратам хартијата за да не го истурам, а да нема многу хартија за да гори, бидејќи ова ќе го палиме. Сега малку ќе објаснам реакцијата, само да исечам хартијата. Значи тука имаме еден атом на сулфур и еден атом на железо. Тие се спојуваат и реагираат. Прават железен сулфид. Оваа реакција, исто како горењето, еве сега ќе ви покажам. Колку земам парче од железо, ова е чисто железо, само во тенки вакви. Како што можеби ќе можете да забележите, железото гори. Оваа реакција испушта нормално голема количина на топлина. Сега нешто што можеби знаете е дека сулфурот во периодниот систем на елементите е точно под кислородот. Значи има некои слични со кислородот својства. Например, може да оксидира метали, како например железо. Прави железен сулфид, како што ова прави железен оксид, ова прави железен сулфид. Железен сулфид е доста корисна хемикалија која може да се искористи за правење на водороден сулфид, причината која што јас ќе го користам. Сега, добар начин да се почне оваа реакција е да се загрее. Тука имаме еден пламен. Тука му додаваме кислород. Сега со клешта ќе го фатам штрафот, бидејќи не сакам да се изгорам. Тоа што летна искри не е ништо опасно, тоа е преостанато железо на штрафот од статичен електрицитет и такви други сили. Така. Обично оваа демонстрација се прави со стаклено стапче, не со железно, бидејќи, не знам, поефектно е, но работи со железно, јас стаклено стапче немам, бидејќи си ги искршив сите. Сега ова ќе оставам во мешавината на сулфур и железо, само што малку да го загорам и